Почитувани, скандалот со подарокот од 325.000 евра на генералниот секретар на владата Игор Јанушев добива нови димензии. Денес објавуваме нови информации и детали со документи кои треба да ги истражат надлежните институции, јавното обвинителство и Државната комисија за спречување корупција. Погледнете ја ова фотографија. Фамозниот имот кој бил поклонет на Јанушев, вреден 325.000 евра, е составен дел од оваа зграда, во најстрогиот дел од центарот на Скопје. Она што е особено интересно е дека имот во оваа зграда, покрај Јанушев, има и министерот за внатрешни работи Панче Тошковски. Еве го и неговиот имотен лист. Тошковски во зградата, која е дел од шемата на поклонетиот имот на Јанушев, има имот од над 200 квадрати, стан од 146 метри квадратни, деловни простори од 46 метри квадратни. Вкупната пазарна вредност почитувани на овој имот е над 400.000 евра. Овој случај ужасно подсетува на една друга зграда, каде порано има станови неколку високи функционери на ВМРО ДПМН, кои беа стекнати на многу сомнителен начин. Понатаму, ги прашуваме Тошковски и ДКСК. Пријавен ли е ова имот во анкетниот лист? Зошто неговиот анкетен лист не е достапен за јавноста? Клучно и најважно прашање почитувани е како се поврзани подарокот на Јанушев од 325.000 евра и имотот на министерот Тошковски. Каков заеднички бизнис имаат овие двајца? Дали преку шема на давање подароци, двајцата прикриваат некаква бизнис делка кој јавноста не треба да ја знае? Имаат ли скриени бизниси кои на крај завршуваат со подароци во имоти вредни над 300.000 евра? Јавноста знае дека Јанушев е веќе осуден за криминал во случајот со 5 милиони евра за кинески автобуси на ЈСП. Јавноста, почитувани, очекува одговори. Јанушев се криеше 5 дена пред да каже за поклонот. Ова може да е јасен сигнал дека се обидува да прикрие нешто и во овој случај. СДСМ ќе продолжи да ги објавува сите информации со кои располага, се додека не започнат истраги, се додека не се дознае целата вистина. Ви благодарам.